Драги гледачи, добро вечер. Денес имам многу почитувана пријателка, моја колешка, која ќе ми биде гостин. И имаме многу интересна тема, Елка. Јас се обидувам да си комуницирам со тебе, онака како што заслужува нашето пријателство. Иначе за публиката да те најавам, ти си професор доктор, научна советничка во Институтот за македонски јазик и имаш богато работно искуство како и јас и се знаеме многу одамна и туку што само разговаравме за нашата младост и за нашите почетоци. Добро ми дојде во емисијата. Добро ве најдов. Повод за нашиот разговор е твојата книга Презимето кај македонците. И навистина една интересна тема. Иако ти ја најавуваш како една помлада наука, која што би требала да даде одговори на определени прашања, меѓутоа е интересна и ги читав ете и мотивите кои што те побудиле да ја обработиш оваа тема и да ја напишеш книгата. Ајде, уште еднашка за побудите, кој беа, што те иницираше да се напише или да се зафатиш со оваа тема? Па не знам, со презимето почнав да се занимавам пред некои 15 години. И дојде сосема спонтано. Знам дека првата статија или реферат всушност, кој беше посветен на презимињата, беше една споредбена статија за презимињата кај македонците и кај хрватите. На некоја од оние наши средби што ги организираше Универзитетот во Риека во соработка со Институтот за македонска литература тука во Скопје. И така почна всушност мојот интерес кон презимето. И понатаму потоа следуваше исто така една статија која се однесуваше на женското презиме во Македонија, која пак беше поместена во зборникот посветен на професорката за жал почината Лилјана Минова Ѓуркова, како еден од првите жени во Македонија, една жена меѓу првите во Македонија со двоен облик на презимето. И да спомнеме дека е внука на познато семејство на Прличеви. Да, на Прличеви, на Григор Прличев. Така што па потоа почна, значи и други статии напишав на истата тема, па потоа почна и новинарите особено често да ми го поставуваат тоа прашање за ова сега модерниот тренд кај нашите млади невести, кои се почесто при мажачката го примаат презимето во машка форма. И тука имав неколку новинарски написи одговарајќи на тоа прашање. И на крај ми се роди идејата дека би требало сето тоа што сум го стекнала како искуство низ работата на овие реферати да го сублимирам во една книга. Многу ми наочекуваат дека во книгата, тоа го кажуваме во предговорот, дека ќе си го најдат своето презиме, значи оваа книга не претендира да биде презиме, да биде речник, затоа што ние речници имаме речник на презимињата кај македонците во 2 тома, во издание на Институтот за македонски јазик и најголемиот дел од материјалот е ексерпиран токму од тие речници, а подоцна уште една наша колешка, покојна Олга Иванова, направи обратен речник на презимињата. И велам, ние имаме таков речник, но треба да се знае дека тој речник е направен врз материјали од Заводот за статистика при пописите што се правени во Македонија некаде во 60-тите години на минатиот век. И се разбира, од тогаш се поминати доста години, повеќе од половина век,
И мислам дека во едни подобри времења и за институтот и воопшто за Македонија, мислам дека би било исто така добро да се направи обновување, освежување на материјалот, со оглед на тоа што денес во Македонија има многу презимиња кои што ги сметаме веќе како дел од македонскиот антропономастикон, а кои што тогаш, бидејќи не се декларирале носителите на тие презимиња како македонци, не биле влезени во речникот. Таков е случајот, например, со моето второ презиме, кое што е од словенечко потекло. Да, забележа, и да речеме во тој речник го нема презимето. Мојот маж денес е македонец, неговиот дедо бил словенец и така што мислам дека кога би имало таков речник, сигурно ќе се најде. Може би ова и потик за една дополнителна работа во иднина. Јас ја земав да ја прикажам за читателите, значи презимето кај македонците. Издавач е Менора. Сигурно ќе праша некој од публиката каде може да ја купиме. Дали имаш информација каде може да се купи книгата? За жал ја нема по книжарниците, но слободно може да се нарача во издавачката куќа. Ајде од она што е основното. Мене ми се допадна она првичното историјатот. Кога се појавува она што ние го препознаваме денес како презиме? Иако ти зборуваш за именска форма која што се состои од име и презиме. Јас ти на почетокот рече дека велам дека е млада наука, значи не е млада ономастиката, не е млада наука, туку ономастиката нели главната поделба е на топономастика и антропономастика. Во рамките на антропономастиката најмлада категорија е категоријата презиме, на која и претходат прекарите и личното име. И за развиена таква категорија во македонски услови можеме да зборуваме некаде презимето е всушност врзано со развојот нели на општеството и е некаде во Македонија локализирано некаде во почетокот на 19-тиот век. А инаку интересни се и оние работи кои што ги спомнуваш за 12-тиот век? Инаку тоа сакав да кажам, инаку првите николци на презимето се среќаваат во еден средновековен ракопис од 12-тиот век, Битолскиот триот. Тоа е црковна книга која што се чита нели пред но тие книги се за нас извонреден извор. Но таму има некакви записи кои што ги даваат првите почетоци на презиме со да речеме постои таму еден запис Никола Пиросов син. И ова Пиросов е всушност тој Николец за кој зборувам на презимето. Понатаму во турските дефтери кои што ги спомна почнува веќе да се појавува презимето во вид на придавска форма, односно придавката во основа презимето е придавка образувана најчесто со суфиксот ов, која што се додава на личното име од таткото на именуваниот. И како што кажав, некаде во 19-тиот век веќе почнува да се забележа дека стои формулацијата дека тоа се појавува во 19-тиот век, дека не оди тоа така едноставно или рамномерно и дека повеќе оди во градските средини. И се издвојува оној крајграничен, да речам, простор, мијаците
во Мијачијата гледам дека и таму заживуваат тие форми. Ова се појавува, како што рековме, се појавува главно во градските средини, затоа што се побројни, населението во градот е побројно и има потреба од плюс идентификација, која што е потребна нели во администрацијата. За разлика од селата кои што се помалу бројни и кои што главно идентификацијата се врши или по личното име или по некој фамилиарен прекар. Ајде, што влегува во основата? Ти одбележуваш неколку фактори. Дали е тоа личното име, дали е тоа прекарот? Да, па таа поделба всушност за тоа што влегува во основата на личното име, ја дава познатиот хрватски академик Петар Шимуновиќ, еден извореден ономастичар, кој најмногу има пишувано за хрватското презиме и кој вели дека сите презимиња всушност даваат одговор на 4 прашања, а тоа е прашањето чии си, потоа прашањето одговор на прашањето каков си, од каде си, така. И како беше? И етничкото, фамилиарното, потоа има прекарите, ги имате личното име, прекарите, фамилиарно и етничкото кое што влегува како вложен топоним. Да, но одговор не можам сега да се сетам на 4 прашања. Но во секој случај тие се. Значи, чии си, каков си, од каде си и последното беше со што се занимаваш. Односно, имаме такви презимења во кои што во чија основа влегува некоја струка, занимање, професија. Занает. Да. Например, моето јас знам дека е по анегдота. Сега не знам вие како ги рангирате. Тоа е значи прекар кој што е настанат, прекарот настанат по случај. Да. Да речеме има прекар, нели? Чорба. Да. И Чорбев имаме презиме, а всушност потоа кога ќе се види заднината, мислам дека некаде во Охридско е нотирано тоа презиме, дека се работи всушност не дека јадел многу чорба или дека се занимавале со таква некоја професија готварска, туку излегува дека имало таков некој настан, го снемало детето и каде е тој, кај чорбата стоел и ете по тој настан всушност го добил и прекарот. Така. Кој потоа пак се пренесува од генерација на генерација. Дали сакаш сега да поразговараме за оваа мотивацијска основа за суфиксите или пак да одиме на она што мене, например, ми е особено интересно, за трите специфики кај презимињата во Малешевијата, во Охрид и во Прилеп. Па би можеле да одиме на ова. Некако е поприемчиво. Една од спецификите на Малешевијата е местото на акцентот, кој не паѓа најчесто на третиот слог како што се очекува. Тоа е едната од спецификите, а другата од спецификите е што се образуваат овие презимиња со суфиксот ски, кој што оди директно на основата, не достига овој дел вообичаениот ов, кој доаѓа пред суфиксот ски. Како што е, например, во случаите Трајковски, Митковски и така натаму. Туку таму имаме нели презимиња од типот кафеџиски, брашнарски, канџиски,
ханџиски, исто така, меанџиски. Да. Тоа е таа специфика која што тука се издвојува и сега таму пишувам од кои причини е, но мислам дека тоа не е толку популарно за гледачите. Потоа спецификата на презимињата на прилепчаните е тоа што најчесто кај прилипските презимиња најчесто во основата се наоѓа некаков прекар и тоа сложен прекар. И всушност кај нив доаѓа во овие презимиња од Прилеп, доаѓа до израз тој народен дух мајтапчиски. Или мајтапчиски. Тоа и забележав, мислам дека и така некако да, мајтапчиски е дух на градот. Да. Има доста интересни сложени презимиња. Како, например, Тепајмајковци, Печијаревци, Алтипармаковски. И се вели за Прилеп дека во Прилеп речиси секој има прекар, а доколку нема прекар, велат прилипчани, ти не си од Прилеп. Да. Така што препознавањето е многу почесто по прекарот, отколку по презимето, кое што не секој пат пак се совпаѓа со прекарот, но постојат и такви презимиња во чија основа се наоѓаат прекари. А што е со охридските презимиња? Охридските презимиња најчесто се безсуфиксни презимиња и тоа се покажа дека таквиот тип на презимиње го има во целиот југозападен дел, дури и во кој зафаќа дел и од Албанија околу Корча, кој не влегува во државните рамки на Македонија. И тој модел најчесто се среќава, например, охридските презимиња од Варош, во речникот на презимињата кај македонците се среќаваат со наставка најчесто Офилиев. Еве, например, академик Коцарев, во Охрид е Коцаре. Да. Дури и професорката Битракова, таму е Битрак. Но веројатно при унификацијата на презимињата некаде по војната, веројатно на сите по автоматизам си го правеле презимето со посвен суфикс, иако на теренот, но и ден денес живеат доста презимиња кои што ги викаме безсуфиксни. И тоа е главно, како што ми кажуваше информаторот, а главен информатор ми беше Владо Жура, една охридска легенда, кој кажуваше дека овие вакви презимиња се најкарактеристични не за целиот град Охрид, туку баш за градското јадро Варош. Да. Иако чувствувам дека и во денешно време некако како да се враќаат точно кон таа определба да презимето нема наставка ов, ски, некако како да се враќаат. Да се враќа повторно тој тренд. Па веројатно. Гроздан, прличе, групче. А знаете како, мислам дека луѓето сакаат да бидат оригинални и по своето име и по своето презиме. И затоа неслучајно се избираат понеобични, понесекојдневни имиња, а со презимињата единствено нешто што може да даде некаков оригинален печат е тука да се играат со суфиксите,
Да. Што не секогаш е многу умна работа. Ова предвид го земам овој машки облик. Мислам дека голем број од еманципираните македонки го земаат машкиот облик како на презимето како и некаков статусен символ, некакво одвојување од средината, истакнување на некакво повисоко ниво од вообичаеното. И мислам дека таквата ситуација се зема се поголем замав во Македонија и дека дури имаме средини во Струмичко сум слушнала дека при стапувањето во брак на жените им се поставува прашањето дали го земаат презимето на мажот во машки облик или во женски облик. Во сите... И тоа е некоја нова работа. Да, во голем број земји презимето е заштитено со закон и мислам дека ние на ваков начин правиме еден упат во традиционалното формирање на презимето. Иако на македонското презиме, тоа го пишуваме во книгата, му е иманентно да разликува род. Да. На словенското презиме воопшто му е иманентно. Дури во оние земји, кај оние презимења, во оние земји каде што не се разликува родот, каде што е презимето неменлива форма, се чувствува потребата од истакнување на родот. Еве да речеме во Србија, Петровиќ е и за машко и за женско. Но во разговор во комуникација, во обична комуникација, во разговор, луѓето имаат потреба да го изразат родот, па не ретко ќе слушнете долази госпоѓа Петровичка. Да. Или ние сме од таа генерација што гледавме на времето позориште у куќи, па таму имаше нели госпоѓа Николаевичка. Да. Или еве, на пример во Словенија мене ми се обраќаат со Улчарјева. Моите колешки таму, имам добра колешка Метка Фурлак, која што работи во Институтот за словенички јазик. Кога ја пишував книгата, пробарав вака по интернет да видам како стои работата. Во новинарски написи кажуваат дека госпа Фурланова ја рекла тој и то. Така што мислам дека ние на овој начин го имаме и на овој начин го закатуваме нашиот презименски модел, што е една од карактеристиките на нашето женско презиме, затоа што ние имаме малку, да се разбереме, многу малку записи на женско презиме, со оглед нели на патриархалната заедница. Да не заборавиме дека ние до почетокот на 20-тиот век дури жените особено по селските средини и до скоро. Емитрејца, Ристејца. Да, не се именува по личното име. Така што сакам да кажам дека и тие записи што ги имаме, ретки записи, се појавува една Ѓурга Бомболова, да кажеме, една и уште една Цвета, не можам, Попова, се појавуваат со презимето им во женски род. Сега објаснувањето на младиве, јас имам и такви студентки кои што имаат такво презиме, објаснувањето е на младите дека не сакаат да го менуваат обликот на презимето, сакаат да имаат исто презиме со мажот, затоа што не планираат да останат во Македонија и планираат да заминат некаде во странство. Сега ние знаеме дека едно чудо и бугарски
лингвистки. Да. Еве сега тие ми паѓаат на памет, еве Мартина Навратилова, тенисерката. Да, чешка. Не си го замени презимето кога замина во Америка да живее, не си го направи презимето Навратилов. Да. Или ова Ирина Бокова ми се чини, што беше директорка на УНЕСКО. Да. Од Бугарија. Не Ирина Боков. Значи, таквите објаснувања просто не држат вода. Гледам дека имаш посветено и внимание на македонците, но кои што се исламизирани. Некаде гледам дека има се спомнуваат Абдер Манов, чија основа се наоѓа турско лично име, Абдурахман. И тие, мислам, се ги опфатила и тоа е интересно. Значи, тоа не се однесува на исламизираните македонци. Тие сите презимиња кои што таму се наведени, како што реков и во почетокот, се наоѓаат во речникот на презимињата кај македонците. И тука, во тој речник, значи, се издвојуваат презимиња кои што се од несловенско потекло и тука ја правам таа поделба на презимиња кои што во основата има, да речеме, има турска основа, а носителите се македонци. Потоа исто така има доста ерменски презимиња во нашиот речник. Значи таа генерација од 60-тите години, бидејќи ерменците се дојдени некаде почетокот на 20-тиот век, нивните деца веќе во 60-тите години се декларираат како македонци, па се издвојува еден слој на ерменски презимиња. Потоа имам од несловенски исто така ги обработувам и презимињата во чија основа се наоѓа аромански елемент, односно влашките презимиња. А од словенските посебен акцент обрнав на овие што ги имаме во бивша Југославија, кои што се дојдени во Македонија главно со Југословенската народна армија. Нивните деца имаат, да речеме, српски презимиња или хрватски или словенечки презимиња. И исто така тука се земени предвид и украинските презимиња. Да, гледам руско-украински. Тоа се тие руско-украински презимиња кои што се дојдени кај нас всушност со белогардејците по Октомвриската револуција. И во книгава голем дел се посветени на украинците кои се населиле, на белогардејците всушност, кои се населиле во Битола. Да. Интересно ми се овој дел дека секој презиме крие своја приказна. Повторно ќе го споменам Шимуновиќ, тој на едно место вели дека секој презиме крие своја приказна. Да. И јас овде во овој последен дел се потрудив да направам, да представам презимиња кои што ги нема во речникот, а кои што постојат, кај нас, со тоа што сите кои што се застапени тука, сите презимиња кои што се застапени тука, се всушност своевидни интервјуа или семејни приказни. Како е дојдено презимето, колкумина носители има сега на тоа презиме во Македонија, и на крајот од сите тие презимиња, таму каде што имам сознанија, давам лингвистички коментар. За некој презимиња се разбира не можев да дадам одговор, се потпирам само на она што го кажува исказот, да речеме, тоа се однесува на презимињата Ниами, Еларейси, Аласади, тие презимиња, да кажеме, се од арапско потекло и се потпирам врз нивната приказна, но кај овие презимења кои што се од словенечко потекло или од руско
Хрватско, да, тие се обидувам таму каде што сум нашла податок лингвистички во нивни речници, да го пренесам овде. Многу мина и не знаеја воопшто што значи нивното презиме. И за жал не можев да дојдам, да речеме, на одговор на прашањето што содржи во себе презимето Пакашки или презимето Балач. А кај овие презимиња, да, тука се застапени покрај овие што ги кажавме, исто така се застапени неколку еврејски презимиња и тоа главно се носители на тие презимиња се потомците на оние евреи кои што си го спасиле животот благодарение на тоа што учествувале во народно-ослободителната борба, со оглед на тоа што знаеме дека нели евреите во Македонија се се истребени и однесени во логорите на нацистичка Германија. Така што малку презимиња се останати, но ете ги застапив и нив. Се трудев да од сите овие туги, условно наречено презимиња, да застапам по минимум две презимиња. Да, сега баш го гледав презимето Климан на нашиот пријател Алдо, македонски поет раскажувач, нели, кој што долги години е во Истра, во Пула, и гледам дека е забележено дека презимето е многу старо. Првпат се појавува во 1288 година во Винодолскиот законник напишан на глаголица. Не случајно го спомнувам ова, затоа што денешниот ден пак во Хрватска се одбележува како ден на хрватската глаголица. Ете, тие го одбележуваат моментот на глаголицата. Можеби и ние ќе треба како луѓе од каде што потекнува глаголицата, тоа да го издигнеме повеќе на денот на 24 мај, кога се прославуваат двајцата браќа Кирил и Методи. Па интересно е тоа за Климан. Сега во Македонија само уште неговата керка Ана Климан го носи во Македонија тоа презиме, инаку е вратено од каде што дошло. Таткото на Алдо е всушност од Истра и тој како воено лице доаѓа во Македонија и се мажи со се жени со македонка. И така Алдо тука ја поминува младоста и еден дел од работниот век и потоа заминува за Хрватска. А ова што се однесува до глаголицата, сега не е баш иста ситуацијата, иако јас се согласувам дека ние многу малку ја употребуваме глаголицата, ја користиме во промотивни цели, ретко ја спомнуваме за разлика од хрватите. Сега таму е ситуацијата поинаква затоа што глаголицата таму се има многу подолго задржано во употреба. Таму некаде до кај 17-тиот век, за разлика, да кажеме, од глаголицата во Македонија, која што екзистира и тоа токму во Македонија, затоа што најстарите евангелија напишани со глаголица од 11-тиот век, трите евангелија, Семаново, Зогревско и Мариинско евангелие, се напишани на глаголица и потекнуваат од Охридскиот книжевен круг. Значи носат особености, македонски јазични црти, кои наспрема оние
бугарските јазични црти, кои што во тоа време не се многу, како да кажам, не се многу изразени, нема некоја драстична разлика, но сепак се чувствуваат. Се чувствува, да. Во однос на полувокалот, вокализациите на носните согласки, самогласки, на назалите од преден и од заден ред и така натаму. И велам се задржуваат до крајот на 11-тиот, почетокот на 12-тиот век. Еве, например, ова Евангелие, Добромирово Евангелие, кој што е 12-тиот век, таму се појавуваат известни пасажи, па како и во битолскиот триот, известни пасажи со употреба на глаголски букви. Но како и да е, глаголицата облата глаголица е карактеристична за нашиот терен, за Македонија, а во Хрватска се користела така наречена аглеста глаголица. Но хрватите, за разлика од нас, обилно ја користат. Знам дека еден споменик во Вуковар, например, е еден ист надпис на еден споменик е напишан на глаголица и потоа на латиница. Ние во современо време немаме такво користење, немаме такви записи. Потоа ја користат многу, например, од глаголски букви прават многу интересни материјали за реклама, например, прават накид, прават прстења, прават обетки, па ја печатат една буква или целата азбука на торбички. И тоа практично кога во светот ќе се спомне глаголица, првата асоциација е на Хрватска, не е на Македонија. И ние сега малку бегаме од темава, но со колегата, помлад колега Лазе Трипков, пред 3 години тој направи во време на короната една изложба со глаголски букви, стилизирани глаголски букви. И сега мислам дека постојано нешто прави на тој план, во смисла на популаризација на глаголицата. Еве во моментов има изложба на плакати со глаголица во Куманово. Исто така кажа на едно заедничко предавање што го имавме на семинарот во Охрид, Лазе кажа дека Институтот за земјоделство или за винарство, добро, не знам дали имаме посебен за винарство. Па добро, тоа е во рамките на земјоделскиот институт, претпоставувам. Веројатно, да. Има некоја цела серија на вина, кои што користат некаква глаголска буква како етикета на виното и сега ми паѓа само една на памет. Тоа е сортата Станушина и таму имаме една стилизирана глаголска буква С на етикетата од ова вино. Која што е автентична македонска сорта. И тоа треба да се нагласи дека тоа е вино кое што всушност му припаѓа на универзитетот Кирил и Методи. Не случајно те прашав за глаголицата, бидејќи иако не е темата околу презимињата, меѓутоа знам дека поприлично работиш на тоа популаризирање
она што ние како научници го работиме, меѓутоа да биде пристапно и до пошироката јавност. И мислам дека треба тоа да биде, со оглед дека тоа е наша автентична појава и процес. Ти ги спомнуваш и селата од кои што потекнува тој жив говор, кој што бил инспирација за создавање на буквите. Не случајно го спомнувам ова, бидејќи, знаеш, размислувам дека она што го слушаме првично, најантрополошки, како човечки битија, како суштества, мајчиниот говор, ние го примаме во една таква форма која што не прави различни од другите. Таа разлика ја имаме и во глаголицата. И не случајно го спомнувам, бидејќи вчера беше меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Тука ја наоѓам врската меѓу она што представува наша карактеристика или наша особеност. Затоа те прашувам. Знам дека ти е добро обработена тема и би сакала тоа да ни го кажуваш, бидејќи тоа е навистина инспиративна и има зошто да се гордееме. Тоа е наша тема. Мислам дека ние во нашиот образовен процес за жал, многу малку ги експлоатираме овие факти кои што работат, кои што се во наша корист. Да. И бидејќи не си ги знаеме, не си ги знаеме нашите работи, нашите, ајде сега условно речено, артефакти, дозволуваме така другите околу нас да ни ги присвојуваат. Некој да си ги присвои. Ние многу малку, јас бев изненадена пред има повеќе години, 7-8 години, кога на Facebook објавив еден статус во кој што ги кажав овие работи сега што ги зборуваме за глаголицата, за Кирил и Методи, дека старословенскиот јазик е направен врз основата на говорот од 3 села од околината на Солон, дека двајца словенци ја поставиле основата. Постојат повеќе теории за тоа што е во основата на старословенскиот јазик, но дека во славистичкиот свет е општо прифатена така наречената македонска теорија, која што ја застапуваат двајца немакедонци, еден хрват и еден словенец, Ватрослав Јагич и Ватрослав Облак. Да. Тоа така почна да се масовно да се споделува по Фејсбукот, мене ми беше просто чудно и тоа, не знам, никој портали го зедоа, па го презедоа и од тоа направија и вест. Замислете, а всушност тоа е работа со која, мислам, тоа се факти со кои ние сме растеле, сме се образувале и така натаму. Ама во тој момент сватив дека помладите генерации многу малку знаат и за Македонија, и за нашата историја, и за нашиот јазик воопшто. И мислам дека дали е тоа благодарение на глобализацијата, но мислам дека не можеш да создадеш однос спрема своето ако не го знаеш. Мислам дека, како беше онаа наша девиза кога бевме ние млади, многу пати денеска во емисијата повторивме ние кога бевме млади, но имаше една акција запознаја татковината за да ја сакаш повеќе. Мислам дека нашите деца за жал не си ја знаат татковината. Не ја знаат татковината. И не ја знаат ни историјата општо на народот, историјата на јазикот, книжевноста која што е создавана, се случуваат некои алтернативни или не знам како да ги именувам поимења или па сваќања, меѓутоа ова намерно те прашувам, бидејќи знам дека имаше едно интервју за Нова Македонија и каде што ја детектираш и сегашноста, но и упатуваш на иднината околу мајчиниот јазик, односно за нас тоа е македонскиот јазик. Ајде, на тоа да се вратиме. Знаеш како, ние
ние за цело време зборуваме, ќе донесеме закон за македонски јазик. Во ред треба да има, се согласувам. Ние зборуваме дека јазикот не е атакуван од Бугарија, јазикот не е атакуван од Грција, па ако сакате и од домашното албанско население со самото тоа што со донесувањето на законот за употреба на јазиците од 2018-та, всушност се намали статусот на македонскиот јазик во државата, затоа што... И му се одзема она интегрирачка моќ, која што треба да ја има. Тоа беше, значи, познавањето на македонскиот јазик стана незадолжително со тој закон. И ние преку ноќ станавме една билингвална земја во услови на непостоење на реален билингвизам. Оти билингвално значи, кога во една земја ќе официјализирате два јазика, тоа значи дека и јас како македонка, и не знам, и Амди како албанец, ги зборуваме паралелно двата јазика. Ние, значи, немаме пречка во комуникацијата. Ние во нашава ситуација што имаме? Македонците знаат македонски, албанците знаат албански. За комуникација ни биле потребни преведувачи. Зошто? Зошто ти на еден јазик му ја одземаш оваа интегративна? Како што е и во повеќето држави, и околу нас, но и подалеку. Па не се во една Франција, сите не се сите французи. Не се зборува арапски, нели? Алжирците, не знам, од Тунис имаат население. Или во една Америка. Да. Сите не зборуваат кинески или шпански. Така што, да се вратиме на темата, дека ми беше зборот, дека ние, ова беше една дигресија, дека ние за цело време зборуваме за овие атаци што доаѓаат од страна и при тоа го губиме основното. А основното е дека ние во Македонија имаме се помалку говорители на македонскиот јазик. Имаме масовно иселување од земјата и тоа на таа средна генерација, образована генерација, која што со мали деца или се уште неродени деца заминуваат во светот, заминуваат на запад и никогаш не се враќаат назад. И ние треба тука да го ставиме акцентот, значи да ги подобриме. И треба оваа власт која доаѓа и секоја една власт во Македонија треба најпрво да мисли на подобрување на економската ситуација, да изнајде начини како да го задржи ова младо население што го имаме овде, па и ако може и да го врати од Западна Европа во Македонија. Тоа ќе го направи со обезбедување на услови, со работа, со подобро обкружување, затоа што ние изминатава деценија сме сведоци на многу големо загадување на воздух, на почва. Ние, значи, се претворивме во една депонија на Европа, од која сите гледаат да спасат жива глава. Ние, значи, треба да се насочиме малку кон себе си и да поработиме на овој план, а исто така и надвор да работиме на праќање учители по македонски јазик, да работиме да не ја прекинат врската со матицата. Сега ова ме потсети на она што претходно го разговаравме, пред да почне емисијата, а тоа е фактот дека славистиката во овој повоен период од Втората светска војна па наваму, не само што има поприлично многу постигнато, но и ги има признато сите оние потребни нешта во однос на македонистиката.
Па да. Дали ќе се враќаме сега назад да го отпретаме истото или пак ќе треба нешто друго да се прави? Бидејќи мислам дека поприлично со политичкото делување е засегната научната Оние придобивки, она што ние си го имавме и ни го признава целиот славистички свет. Да. Го признава македонскиот јазик, ја признава македонската теорија која што не е креирана од македонци, како што реков. Понатаму, неодамна, условно речено, дознаваме дека постои граматика, прва граматика на руски јазик, прва граматика за македонски јазик, изготвена во Москва, која што за жал поради оние настани од 48-та година од Информбирото, никогаш не видела бело видело од Берштейн, познат руски славист кој што Семиот Берштейн, кој што пак е ученик на Селишчев, кој правел теренски истражувања низ Македонија 30-тите години од 20-тиот век и кој што всушност ја поставува на Ломоносов, ја ги поставува основите на катедрата за македонски јазик. И негов ученик е нашата позната професорка, академик, за жал и таа почината, Рина Усикова. Понатаму, еден Дебреј во својот словенски водич пишува каква иронија. Иронијата, да. Народот, рече, кој што му на целиот словенски свет му даде писмо и писменост, најдоцна да си го кодифицира својот јазик, при тоа мислејќи на македонскиот. Еден Андре Вајан, француски славист, многу известен, прв ги детектира разликите меѓу македонскиот и бугарскиот, односно македонската црковнословенска редакција и бугарската црковнословенска редакција, на она за што претходно зборував, тој ги детектира. Тој заедно со Џанели го издава и еден речник на костурски говор од 16 век. Од 16 век. Сакам да кажам дека во Македонија, па особено со отворањето на меѓународниот семинар за македонски јазик, најзначајните светски лингвистички имиња биле присутни во Македонија, го признавале, изборувале за посебноста на македонскиот јазик. Ние, како што реков, многу малку знаеме. Ние, значи, сме го достигнале тоа ниво да бидеме светски признати и сега, благодарение на актуелната политика, тоа нешто ни е за жал одземено. Ќе ни треба, ми се чини, многу време за да се вратиме на позициите што ги имаше македонскиот јазик и воопшто македонистиката, што ги имаше пред 7-8 години. Ова намерно те поттикнав да го споменеме, бидејќи ние сме сепак генерација која беше запозната и мораше да учи многу нешта за и македонскиот јазик, но и за историјата на македонскиот народ. И мислам дека нашата порака од оваа емисија треба да биде, како што велеше своевремено Димо Хаџидимов, назад кон автономија, да кажеме назад кон себе спознавањето и учењето. Сакајте го македонскиот јазик, грижете се за македонскиот јазик, зборувајте го македонскиот јазик и мислам дека
би имале една оптимистичка порака на крај? Надежта никогаш не умира. И ние morаме да работиме на тоа, затоа што е тоа наша... Ние имаме долг. И спрема нашите предци, нашите учители, но и спрема генерациите што доаѓаат по нас. Го забележав, она што многумина цитира искажувања од Блаже Конески, од Петрема Андреевски. Луѓе спомнува за браќата Кирил и Методи, за Кирил Пејчиновиќ, за Синаицки, за лозарите, значи цела таа плејада која што ние ја знаеме како проучувачи и на јазикот и на историјата, мислам дека доволно е да ги поттикнеме сите оние кои што во моментов се наша публика да си го сакаат, почитуваат, да го зборуваат и да го штитат македонскиот јазик со она што постојано ти го спомнуваш, со правилното говорење, пишување. Мислам дека ако не е толку оптимистички, барем да повикаме на една реална состојба. Знаеш, Наташа, многу често размислувам дека нели ние сме ги следиме сите овие состојби во нашето општество што се случуваат со години наназад. Мислам дека ваквите негирања, особено од источниот сосед, во никоја рака и покрај тоа што го правите без дискусија мизерно, во никоја ако ја погледнеме работата од некој друг агол, мислам дека ни направија на свој виден начин и услуга, затоа што како никогаш досега по социјалните мрежи не се зборува за Македонија и за македонството, како последнава година ми се чини после оној безобразен француски предлог. Елка, јас ти благодарам за учеството, имавме убав разговор и сакам нашиот разговор да биде еден поттик за целата македонска јавност, да го штити македонството и дека тоа е нашиот излез во иднината. Ти благодарам и се надевам дека наскоро повторно ќе се видиме. Ти благодарам и јас тебе за поканата. Драги гледачи, овде завршува емисијата. До следната емисија. Останете во добро здравје и добра ноќ.